Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Владо Димовски од Прогресивниот синдикат на образование. Центар за толеранција и доживотно учење. И Центар за толеранција и доживотно учење. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Господин Димовски, зборуваме за училишната година, заврши уште една училишна година, еве како за вовет во како разговорот. Како и секоја, но проблемите остануваат. Ми се чини истите проблеми обстојуваат. Секогаш на крајот на училишната и на почетокот на другата зборуваме отприлика за истите работи. Никако да влеземе во некој ритам да го подобриме системот за да не се повторуваат овие работи. А знаете што, ако 30 години наназад ние сукцесивно сме го уништувале образованието, значи дивидус, образованието сме го довеле на едно дно, може би испод дното, не можеме да очекуваме ни од година во година да се тоа поправи. Било тоа да е на крајот годината или на почеток на годината, ние секогаш зборуваме за проблемите во образованието. Не зборуваме за квалитетот во образованието. Да. И ако погледнеме наназад години, секогаш во вакви дебатни емисии, на состаноци, па на наставнички совети и така натаму, секој пат се зборува за проблемите во образованието, а не се зборува за подобрување на квалитетот на образованието. Иако голем дел од наставниот кадар во основното и средно образование се залага за поквалитетно образование, мислам дека долги години никој нас или сега веќе нив не ги слуша, за да може да се постигне некој успех во делот на квалитетното образование. Можеме да ги земеме во обзир сите оние анализи кои ние ги правевме како наставници во времето кога бевме организирани да кажеме во пленуми, во некои други групи, здружение на просветни работници и така натаму. Сите тие истражувања што ние ги правевме, сите тие анализи кои ние ги правевме на образованието дома и примерите од Словенија, скандинавските земји, европските земји и така натаму, кои се доставени во Министерството, никогаш не видеа бел ден. Така да, токму заради тоа, треба да се почне од таму, прво да се погледнат тие работи, да се потегне една анализа на она што е досега направено и на она што нас не очекува како образование, и да се започне со одредени активности во делот на подобрување на квалитетот на образованието. Да, еве, еден од проблемите се приемните испити. Секоја година имаме такви. Имаме некогаш некаде протести, некаде не сакаат приемни испити, некаде сакаат, некаде се бунат за приемните испити. Еве сега имавме таков еден настан во Ѓорги Димитров во средното, каде што нема да навлегуваме во деталите таму што точно се случило, бидејќи има различни толкувања, но генерално сакам за приемните испити. Ми се чини дека тој систем како да не функционира како што треба. Ваква ситуација не имавме пред неколку години во Орце Николов во гимназијата, како што сега имаме во Ѓорги Димитров, ако се сеќавате. И тука надлежните во... Видов се, извинам, скоро имаше вести дека во средно, дали беше во Гостивар, ми се чини исто така, каде што имало протести. Не сакале да полагаат приемни испити. Ама тоа се повторува. Кај нас се повторува тоа со години. Не се далечни годините кога во средното медицинско училиште имаше протести на родители исто така. Па Гостивар, па Орце Николов, па сега Ѓорги Димитров и така натаму, но Што е проблемот тука? Секогаш надлежните подлегнувале на притисоците и сето тоа се поминувало по системот кучињата си лаат, караванот си врви. Ќе направиме некое си тестирање, кобаја ги тестирање и така натаму, сето тоа ќе помини, сите ќе бидат примени, ќе се дополнат ако треба паралелки, да речеме класови и така натаму, за да бидат задоволни родителите кои сакаат нивните деца да бидат со сите петки, нели, понатаму. И затоа ги одбираат таквите средини каде што ќе се запишуваат. Имавме ние, ако добро се сеќавате и вие, имавме ние
приемни испити или полагање на некои квалификации уште во 8 оделение, додека беше 8-летка основното образование. Па имавме полагање приемни испити потоа во средното образование, па имавме на факултетите и така натаму, и кој беше еден многу добар систем во тој дел за уписната политика. Ние сега имаме многу помалце деца кои се запишуваат. Пред некој ден читав дека 100 и нешто деца фалеле во некои од градовите, се да не ги спомнуваме градовите, во прво оделение и така натаму, така да се помалци имаме ние ученици во основното образование кои започнуваат, и тоа се рефлектира во средното, па во високото и така натаму. Мада високото секој пат ни било сиромашко со студенти, после 90-та година, бидејќи нашите средношколци се определили за да студираат во странство, нели? Во таквата ситуација многу е подобро да се работи со родителите, да родителите не инсистираат да нивните деца од прва година па до 4-та година во средното, или од 6-тото одделение до 9-то одделение во основното образование ги имаат сите оценки петки, а кога веќе не знаат, уште од прва година, кога веќе не знаат за каде ќе се определат. Дали тој успех од 5.00 одличен ќе им треба за понатамошното образование, зависно за кое ќе се определат, или нема да им треба, тоа е прашањето. И јас во многу вакви дебатни емисии, во многу средби каде што имаме околу образованието, кажувам дека јас до скоро бев во образование. Сега мојата сопруга е во образование и го нагласував примерот дека во мај месец секоја година телефоните на наставниците жежат. Значи одјавување на родители, одјавување на пријатели и така натаму, и ќе дојдете во ситуација на крајот на наставнички совет да сите тие притисоци и така натаму си постигнат одреден успех, наставничкиот совет ќе ги поправи оценките, и што направивме ние? Пуштивме деца кои не покажале знаење, а добиле висока оцена, го пуштивме во следна година, или го пуштивме тоа дете да се запише во високошколска институција или во средно образование. Да, тоа со инсистирањето на сите петки пред се, јас би кажал од страна на родителите, не толку од учениците. Да, зборувам на родителите. Има два моменти, предпоставувам. Еден е оној психолошко колоквијален, каде што сакаат едноставно родителите така да се пофалат дека нивните деца ги имаат сите петки. Има и подлабоки корени, тоа нема да навлегуваме. Другиот е оној поради уписните пропозиции во средните училишта и на факултетите. Сега тука се поставува прашањето во однос на системот. Имаме бодувања кои дел е од постигнатиот успех, дел од приемниот испит. Доколку вие, еве сега зборувам, онака хипотетички, доколку ние го установиме ова со сите петки дека се случува и дека сакаме на некој начин да го елиминираме, и доколку кажеме дека добро, сега приемните испити ќе носат, карикирам, 90% од пропозицијата за упис, 10% само ќе биде успехот, тогаш децата ќе кажат подобро зошто да учам, нели? Тогаш ќе имам какви сакам оценки, многу ми е гале. Доколку го направите обратното, тогаш повторно се засилува ефектот на сите петки. Сите ќе сакаат повторно сите петки. Значи мора некако да се изнајде некој модул да се елиминира тоа со вештачкото ставање на петки, слободно ќе кажам вештачко ставање на петки. Сепак учениците да бидат мотивирани, нели, на вистина да учат, на вистина да стекнат образование, а не само формално да имаат оценки. Се изгуби онај правец во образованието кога, да речеме, во основното образование родителите секогаш инсистира и во подамнешни години инсистира нивното дете да биде одлично со сите петки и така натаму, и во тој правец кога ќе дојдеше во средно образование, тука веќе настануваше природната селекција. Ќе се видеше успехот во средно што го постигнал ученикот со 5.00, веќе во прва година и на прво полугодие ќе се види дека не е тоа, дека тие оценки се поклонети. Имаме една друга ситуација. За
треба да се сменат критериумите за упис во средните училишта. Апсолутно дека мора да се сменат критериумите, да се изградат критериуми. Ние имаме гимназиски паралелки, сега веќе сите училишта имаат гимназиски паралелки, порано ги имавме стручни училишта кои немаа гимназиски. И сега има, ама тоа се многу ретки, нели? Гимназијата, пример да речеме, Раде Јовчевски Корчагин, не ме фаќете за збор, има 75 бода ученикот треба да има за да се влези во групата за да се квалификува, да се запиши. Орце Николов исто така, не знам, Ѓорѓе Димитров исто така. Панчо Арсовски има 50. Која е логиката? Гимназиско образование и во Корчагин, и во Панчарсовски, и во Кочорацин, и во браќа Младеновци во Драчево. Зборуваме за скопските. Да, и во Јосип Броз Тито во Битола, и во другата гимназија во Битола и така натаму и така натаму. Различни се критериумите. Не можете вие за упис во средно училиште во гимназиски паралелки или за упис во средно училиште во стручно училиште на струката машински техничар во Охрид и машински техничар во Скопје да бидат различни критериумите. Како е тоа можно? Да, кој го бира тоа, дека тоа училиште повеќе вреди од друго некој? И во таква и пак во таква ситуација ние имаме недостиг на ученици во Панчарсовски во гимназијата, а преку број имаме ученици во Орце Николов, во Корчагин и така натаму и така натаму. Мада во последниве години веќе тоа се намалува бројот и она што она што се зададени критериуми, да речеме, или бројки дека во една гимназија треба се запиша 180 ученици или 250 ученици, па не се запишуваат доволно, не се ни пријавуваат. Но ние голема штета им правиме на учениците. Не на родителите, на учениците. Родителите им прават голема штета на своите деца. Затоа што тоа дете во средно училиште ќе биде со сите петки, затоа што родителот еве јас кој сум, има и такви, или ќе се јавува нон-стоп, или ќе брка врски и така натаму, и кога ќе дојде ќе го запише. Малце по-добро ситуиран родител ќе го запише во Словенија ќе пропадне како студент. И што правиме по тоа? Да. Што сме постигнале? Дали детето сме го насочиле правилно или и дали детето се определило онаму каде што тоа сака или каде што јас како родител сакам? Тука е проблемот. Да, проблемот е што, како што вие убаво кажавте, родителите не сваќаат дека им прават мечки на услуга на своите деца, лоша услуга прават. Тоа воопшто не е добро за нивниот развој и понатамошно образование. Ги имаме сега и другата страна на медалјата, тоа е во какви услови работат и просветните работници, освен оние физички услови, во каква состојба се наоѓаат училиштата, што има од опрема, што нема, тоа е еден дел, но втор дел и во тоа, во поглед на квалитетот на наставата, дека наставници и професори држат по повеќе предмети одеднаш, што не е во ред, и со тоа нормално дека паѓа и квалитетот. Го имаме, значи, тоа е всушност стандардот во образованието. Јас се уште тврдам дека во основните, претежно во основните, има и во некои и средни училишта, но во основните училишта се уште работат над 1000 несоодветни наставници за она што го работат. Значи, не достига кадар во образованието. Недостига кадар. Во такви услови на недостиг на кадар, наместо да се посегне по тоа да се обезбеди кадар и така натаму, стручен кадар или факултетски образован кадар, во голем дел од училиштата работат наставници со завршено средно образование. Или се запишани на факултет и цело време си работат. Има и по 20 и по 30 години што работат наставници кои немаат соодветно образование за предметите кои ги предаваат. И предаваат се она што нема наставник. Ќе му ги соберат сите предмети за да добие пон фонд на часови и така натаму на наставникот. Тој ќе си легне на уво дека нема кадар
и дека таму во тоа училиште не доаѓа никој од страна и нити факултет ќе заврши, нити па ќе се образува, нити па ќе знае сите предмети да ги предава. Тоа е најголемиот минус што го имаме. Не се потруди нашата држава од 95-6 година навака тоа веќе се случува. Не се потруди да обезбеди кадар или да го анулира она што е несоодветно. Или ќе ги услови за 2 години ќе завршите или 3 години и така натаму, или ќе го отпушти од работа. Нема тука друго чаре. Зошто ги држат? Зошто ги држат? Кој е објаснувањето? Политиката меша прсти во сето тоа. Мислам, како и секогаш. Значи, тие се вработени преку врски на некој начин. Да. Дали е преку партија? Вие имате и промена на таквите наставници скоро на секои избори. Промена на таквите наставници имате. Работел, не завршил образование, високо образование за она што го работи и така натаму, на следните избори ќе победи друга политичка партија и ќе му речат чека извини. И овој нашиот нема образование и тој сега ќе работи на твое место и сето тоа така си проаѓа. И квалитетот на образование од година во година си паѓа и на тоа ниво сме со образованието. Но имаме една друга ситуација. Квалитет во образованието не се постигнува со популистички методи на политичарите. Квалитетот во образованието не се постигнува со компјутер за секое дете. Не се постигнува со бесплатен учебник за секое дете и така натаму. Не се постигнува квалитет во образованието сега најново од пописот што беше, компјутерите им ги дадоа на наставниците. Пописот, значи, она што го имаше статистика, секој попишува што имаше компјутер со себе, ги поделија по училиштата и им ги дадоа на наставниците. Ало бре, која држава сме ние? Не може да им се купи на наставниците лаптоп. На крајот краиштата наставниците нека имаат плати како што доликува, ќе си купат сами лаптоп. Да. Но ниеден од тие критериуми не е исполнет. Да. И затоа тоа тоне секоја година. Апсолутно. Поготово што да речеме во текот на учебната година се преземаат одредени работи, промени и така натаму. Како ние сме успевале да имаме квалитетно образование со учебници кои ни ги купувале родителите? Значи родителите ни ги купувале учебниците. Или купувавме стално стари учебници. Или па на стариот пазар си менувавме од едно одделение во друго одделение и така натаму си ги менувавме за многу помали пари и така натаму и имавме квалитетно образование и постигнувавме. Поготово што, да речеме, секој од министрите што досега биле во Министерството за образование, па и денешната министерка се образувале во едно време кога имало платени учебници и квалитетно образование. Зошто тоа не го пренеса сега на кога се веќе на одредени функции? Па веројатно е тоа што го кажавте. Партизацијата се го прави своето, се гледаат други интереси, а не интересите на децата и на образованието на вистина, се исполнуваат некои други цели за жал и така натаму. Ајде да поразговараме малку за вашите проекти кои ги спроведувате во училиштата. Тоа е еден проект против насилство и екстремизмот. Сакам да ни објасните малку повеќе за тоа. Зашто се работи, како оди со проектот, како го спроведувате? Па ние веќе 5-та година работиме во повеќе училишта, претежно во регионите од Гостивар до Куманово, или од Куманово до Гостивар како се земе, во урбаните и во руралните средини. Работиме на превенција од насилен екстремизам и врсничко насилство, што е појава, можеби последниве 5-6 години, голема појава во основните и средни училишта во Македонија. Поготово врсничкото насилство, имавме многу примери, сега нема да се навраќаме да ги споменуваме тие примери каде што имаше врсничко насилство. Дали тоа беа децата заведени или
гледаа примери од соседните држави каде што се случуваше рибникар и останатите и така натаму овие глупости, но го имавме тоа во многу од нашите училишта. И сега го имаме. Јас само можам да апелирам до директорите на училиштата, до стручните служби во училиштата, до наставниците, да не ги кријат тие работи. Мора отворено да се разговара. Ние каде што работиме во училиштата, можам да кажам со задоволство дека по завршувањето на нашите активности, тоа е проектот на GSRF, кој се однесува на насилен екстремизам и врсничкото насилство. Има многу компоненти во тој проект, кај многу повеќе граѓански организации работиме на овие теми. Се работи и со повратници од странски војски, се работи и со затвореници, се работи со затворска полиција, стручни соработници во затворите и така натаму, се во правец на превенцијата од таквите појави. Мора да сватат родителите, да сватиме ние како општество и така натаму, дека децата кои доаѓаат во училиште од прво одделение, па се до 9 одделение, доаѓаат со одредени екстремни размислувања. Екстремно размислување дека тој е најдобар. Го направиле родителите. Екстремно размислување, во позитивна смисла зборувам, екстремно размислување е за мене и кога тие ќе формираат секција за чиста еколошка средина. Како борци за чиста и еколошка средина и така натаму. Но имаме и екстремни размислувања во делот на насилството. Значи имаме и негативни и позитивни. И негативен и позитивен екстремизам, да речеме. И во тој случај мора да се застане на патот на негативниот екстремизам. Затоа што тој ќе премине во училиштата во врсничко насилство. Се сеќавате, ние имавме во Скопје, имавме во Лазо Ангелевски ученик кој во моментов се изнајде некое си решение да следи од трето одделение, да следи онлайн настава се до 9-то одделение. Па каков ученик ќе биде тој? Од дома. Последно имавме во Ѓорѓе Пулевски во училиштето. Исто така. Не се само тие училишта. Има многу каде што се молчи. Ние отворено разговараме. Зошто се молчи, господине Димовски? Зошто мислите дека молчат? За да задржат позиции во училишта. Дека во нивното училиште се е во ред. Да, апсолутно. На нашите активности ние имаме обуки и за превенција од насилен екстремизам, радикализам и врсничко насилство со наставници, стручни соработници и родители од советите на родители. Во тие обуки ние вклучивме и затворска полиција, вклучивме и стручни соработници кои работат во воспитно-поправните домови, во затворите и така натаму. Во тој дел ги вклучивме советите на родители, каде што во училиштата одржуваме одредени обуки на таа тема и отворено разговараме. И зборувам ова дека родителите сами го кажуваат тоа. И сега ние преминавме во една сосема друга, во сосема друг правец, односно во исти правец на обуки, каде што воведовме и тема медијација во делот на помирувањето помеѓу засегнатите страни. Насилникот и оштетениот или родителот на насилникот и родителот на најчесто доаѓаат конфликти помеѓу родителите после тоа. Најчесто доаѓаат такви конфликти и сега работиме и такви обуки и со родителите, постигнуваме одредени успеси. Работиме со ученици на секој, да речеме, квартали, ние поделена годината, на секој 2 квартали ги менуваме групите и така натаму. На секој 2 квартали имаме кампови за учениците од различни средини, ги собираме на едно место, па 6 дена се дружат, па кога ќе ги видите, кога ќе си одат и плачат во автобусот кога се разделуваат, тоа ви причинува одредено задоволство. Со нив има наставници кои понатаму работат како дисеминатори. Всушност ние имаме веќе сега имаме ресурси
кои понатаму ќе можат да работат на одржливост на овие активности, да не треба да чекаме некоја си интернационална организација ни финансира или Европската комисија или не знам кој така натаму да ни финансира одредени вакви проекти, него самите ресурси кои ги ние создадовме преку обуките во основните училишта, истите ќе се погрижат тоа да го пренесат на учениците. Да, каков е фидбекот после кај децата? Дали имате некаков фидбек кој го гледате после одредено време? Значи, дали од тие обуки продуцираат потоа некаков позитивен исход? Дали ја подобруваат состојбата? Ние на почетокот на секоја нова група, да речеме, правиме предевалуација на активностите и по завршување на вториот, третиот квартал, зависно колку со нив ќе имаме работилници, правиме евалуација на активностите. И ако ги погледнете евалуациите, малце ќе ви биде некако убаво така на душата, евалуациите ако ги погледнете и да ги споредите со предевалуациите, ќе ви биде убаво на душата што сте постигнале. Јас тоа го чувствувам како раководител на проектот, тренерите кои работат со учениците, наставниците кои работат со учениците и така натаму, сето тоа го чувствуваат. Јас затоа реков, големо е задоволството кога вие ќе имате 60 деца од различни училишта, од различни краеви на овие региони каде што работиме и кога ќе ги соедините примерно во Струга, во Дојран или било каде што е во Крушево и така натаму, кога ќе ги соедините, веќе вториот ден таму не знаете кој е дете од кое училиште. Може да се погледне нашата страна на Центар за толеранција до животно учење на Facebook, каде што има многу информации, каде што има многу фотографии, снимки и така натаму она што се работи со децата и да се види како тие деца се дружат. Тие деца после завршување на тој камп имаат, секој од тие имаат уште 59 пријатели на Facebook. И тоа е и задоволство. Да. Така да комуницираат меѓу себе, се договараат. Ние во следниве 2 години, ако проектот се продолжи како таков, но и да не се продолжи со интернационална поддршка, ние ќе работиме со домашна поддршка и така натаму. Планираме дури таквите училишта да правиме посети од едни на други. Не само тие деца кои биле на кампот, него и сите деца во училиштето да се запознаат со оние од Челопек, да кажеме, или оние од Куманово и така натаму. Да. Добро, убава, благороден не само проект, туку и мисија да служи за севкупно подобрување на односите. Господине Димовски, ви благодарам за овој разговор. Јас само кратко, јас би бил многу среќен кога ова што ние го работиме и кое во моментов е предлог и до Министерството и Бирото за развој на образование, да се воведат вакви активности во делот на редовната настава, односно на оделенските часови во сите училишта, барем со неколку минутни предавања и така натаму, или еднаш во месецот на оделенскиот час, дали оние наставници кои ги поминале нашите обуки или класните раководители и така натаму, а ние доправа имаме уште 3-4 обуки, до крајот на годинава ќе создаваме таков кадар, така да ќе има доволно. Би бил многу среќен кога тоа Бирото за развој би го одобрило на оделенските часови да се разговара на овие теми околу превенцијата на насилниот екстремизам и врсничкото насилство. Да, би било добро, би било одлично тоа да се инкорпорира. Господине Димовски, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.